Младите пинг-понгари од клубот Винспин од Виница, кои се надпреваруваат во Пионерската лига на Македонија, по трет пат станаа државни прваци. Тоа беше повод градоначалникот Ивица Димитров да приреди прием и да им честите на успехот. И покрај лошата финансиска состојба со општинскиот буџет, тој вети дека локалната самоуправа ќе го награди клубот со скромна помош од 30.000 денари. При тоа нагласи дека и идната година е предвидено спортистите од општината да добиваат поддршка, зашто е неопходно да изготват и програма за работа. Општина Виница ќе изнајдува средства за сите спортски клубови во Виница и при тоа сите спортски клубови кои што ќе се одобрат средствата ќе бидат навремено исплатени, затоа што знаеме дека се соочуваат клубовите со проблем со финансиски средства и ние мораме да излеземе у сусрет пред се за младите спортисти кои и денес ни покажа и во иднина ќе ни покажа дека резултатите доаѓаат со напорни тренинзи и со упорност на сите они кои што го сакаат спортот. За овој клуб кажа сега за наредна година планираат 50.000 денари и мислам дека за Винспин тие средства ќе бидат пред се неопходни, а доволни секако не. Пинг-понгарскиот клуб Винспин има добри услови за работа, но на средбата со градоначалникот спортистите нагласија дека имаат проблеми со тренерскиот кадар, очекувајќи и тоа да се реши. При тоа се заблагодарија за поддршката од општината и ветија дека ќе продолжат со успесите. Оваа година учествувавме на државното екипно првенство за пинг-понг. Освоивме го првото место. Мене ми е последна година во пионери до 15 години. Од наредната година за пионери ќе настапуваат помладите членови. Лани бев државен првак во поединечна конкуренција. Исто така 3 години веќе имаме ист резултат во државното екипно првенство, прво место. Понатаму планираме исто со тренинзи, колку може да тренираме и очекуваме подобри резултати и надвор од Македонија. Градоначалникот Димитров ги прими и членовите на клубот за боречки спортови Лидер од Виница, кои достојно ја представуваат општината на домашните и меѓународни надпреварувања. Неодамна тие се вратија од турнир во Унгарија, каде од вкупно 5 надпреварувачи кои го представуваа клубот, 4 освоија златни медали во кикбокс, а успех имаат и на домашната сцена. За нашиот клуб се надпреварува моментално во 3 боречки дисциплини, значи карате, кикбокс и кикбоксинг санда. Оваа година можам да кажам дека имаме големи успеси, значи имаме на државно првенство такмичари што зима прво место, значи имаме моментално 3 државни прваци, од кои некои дури 2 пати зима државно првенство оваа година. Учествувавме значи на меѓународни турнири во Грција, таму исто така во дисциплината лоу кик зедовме 4 први места и 1 второ место. На меѓународни турнири во Србија, карате, кикбокс, значи исто така зимавме први места, значи се на се оваа година може да кажам дека е многу успешно за нашиот клуб. Јас сум Панти Пискунов, до сега се надпреварував у кик лайт до минус 57 кг. Сега планирам К1 до 6 трипл. Имам освоено второ место на државно првенство, исто така имам и трето место. Твојата категорија каква е Па имам доста конкуренција. Не е баш слава. Имам Грција исто така прво место освоено во лоу кик. И кои се амбиции? Моите амбиции се упорност, да не се откажуваш и тоа. Јас сум Јани Постолов. Во Унгарија земав прво место во категорија 36 кг. Членовите на клубот Лидер на средбата со градоначалникот нагласија дека очекуваат поддршка од општината со оглед што трошоците за учество на меѓународните турнири се многу високи. Исто така се надеваат дека ќе добијат соодветен простор за тренинзи во објект што е под надлежност на локалната самоуправа, бидејќи сега тренираат во училишна сала во период кога истата ја користат и други клубови.